Сериозни предизвици предстојат во справувањето со мигрантската криза во Европа. Ова го изјави високиот комесар за бегалци на Обединетите нации Филипо Гранди. Тој при тоа повика Европската унија да ја помогне на Грција, односно да забрза релокацијата на дел од бегалците во другите земји членки на Унијата. Грција, која се бори да излезе од тешката должничка криза, беше главниот влез во Европа за речиси 1 милион бегалци, кои бегаат од војната и сиромаштијата на Блискиот исток. Илјадници мигранти и баратели на азил се сместени во преполни кампови во земјата, откако во почетокот на годинава стапи во сила договорот меѓу Европската унија и Турција за запирање на бегалчка одбрана. Living conditions, security in refugee sites, overcrowding in the islands. Изјави високиот комесар за бегалци Филипо Гранди за време на средбата со грчкиот председател Прокопис Павлопулос. Според него е неопходна поголема организираност со оглед на доаѓањето на зимата. Атина деновиве го повтори барањето Европската унија да го забрза преместувањето на мигранти и бегалци во другите земји членки. Во меѓувреме се бараат и нови места каде што би биле префрлени бегалците кои се наоѓаат во преполнетите грчки острови. Повеќето од тамошните кампови се под критика на хуманитарни организации, бидејќи имаат сиромашни, нехигиенски и небезбедни услови. Европската комисија во минатата година осмисли план за прифаќање на илјадници мигранти од Грција и Италија во другите земји на Европската унија. Според планот, 160.000 мигранти би требало да бидат преместени во текот на наредните 2 години. Но досега само нешто околу 4.000 луѓе беа префрлени од Грција и Италија во други земји на Унијата. Со тоа стана очигледно дека тие и натаму не се подготвени да прифаќаат баратели на азил и бегалци. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7.000 ανθρώπους έτοιμους για μετεγκατάσταση και δεν έχουμε απαντήσεις από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ήταν... Рече грчкиот министер за миграција Јанис Музалас на пресконференција во Атина. Тој најави дека заедно со неколку други министри во идниот месец ќе започне дипломатска турнеја низ земјите членки за ова прашање. Грчката влада соопшти дека на грчка територија во моментов имало над 58.000 мигранти. Музалас призна дека имало забавеност во решавањето на барањата за азил, но оти тоа било очекувано со оглед на бројот на пријавени кандидати и потребната анализа на барателите во согласност со меѓународното право. Тој ги соопшти и резултатите од пописот на бегалците, што во јуни го спроведува Грчката служба за азил и Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци. Според него овој попис овозможил почеток на координација на хаосот што настана во февруари со затварањето на така наречената Балканска рута. Според бројките 94% се сирици, афганистанци и ирачани, а 46% се деца.